Во туристичките агенции нема слободни места за продолжниот викенд во Бугарија. Струмичани в сабота масовно ќе заминат на 3 дена, најмногу во Банско. Покрај Банско, Велинград, Истанбул, Будимпешта се дестинациите каде струмичани ќе го празнуваат денот на македонската револуционерна борба. Распродадовме се што имавме уште пред една недела. Првите резервации ги добивме уште пред 1 месец, а најголем е интересот за хотелите со 4 звездички во Бугарија. Имавме 2 пати повеќе заинтересирани за патување со собствен превоз и ги исполнивме сите капацитети што не беа на располагање. Од контактите со бугарските колеги дознаваме дека престојниот викенд 90% од гостите во Банско ќе бидат македонци, велат туристичките работници во Струмица. Значи, ние како агенција за овој викенд изготвивме богата програма, богати аранжмани со разновидни програми, како што се авионските програми, автобуските и можам да кажам дека најбарани се индивидуалните програми. Како најбарана дестинација за овој викенд е Бугарија, значи со посета на спа центрите, хотелите со спа центри во Сандански, Велинград, тука е Банско, како и Бања, во близина на Банско. За овој викенд исто така имаме реализација на еднодневна шопинг тура за Софија, а додека пак од европските метрополии имаме реализација на програмата за Истанбул по цена од 99 евра по лице, како и програмата за Романија, значи со посета на Букурешт и со посета на замокот Бран или познат како замокот на Дракула. Годинава 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, се паѓа в понеделник. Не е работен оти од 2007 година е прогласен за државен празник, па сите граѓани добиваат продолжен викенд од 3 дена. Измената на законот за празниците ја направи ВМРО ДПМН во првата година од 11 годишното владење, па граѓаните го нарекоа и ВМРО-вски празник.